Со уредни токсиколошки анализи и во подобрена состојба. 16 пациенти повредени во пожарот во Кочанскиот клуб Пулс денеска заминуваат на домашно лекување. Се намалува бројот на хоспитализирани и во државните здравствени установи остануваат 30 и 8 во приватните болници Жан Митрев и Аџибадем Систина. Од 115 повредени кои се во странски медицински центри, деновиве 8 ќе бидат вратени во македонските клиники, каде пред заминување дома ќе им биде направена тријажа. Во моментот 4 пациенти се покритични од тие што се лекуваат надвор од државата. Вчера беа 5, денеска се 4. Повторно ви велам дека сме во фаза на инфекции кои што може да се јавуваат кај пациенти со изгореници од 2-3 степен. Можни се и секакви компликации, меѓутоа да се надеваме на најдоброто, бидејќи екипите, нашите колеги надвор од државата и тие даваат свој максимум за да имаме што подобри резултати во лекувањето на пациентите. А заминувањето на домашно лекување не значи и крај на процесот на заздравување и рехабилитација, која кај некои повредени може да трае со месеци. Наместо за контроли и превраски да доаѓаат во Скопје, пластични хирурзи ќе одат кај нив. Тим од пластични хирурзи да бидат, бидејќи повеќето пациенти ќе бидат од Кочани ќе бидат во Кочани, уште денеска или утре ќе одат таму да видат што има потреби за да интервенираат кога треба. Во Штипската болница има 4 пластични хирурзи, ќе бидеме во комуникација. Секако ќе им дадеме поддршка за да не патуваат тие, туку нашите доктори да одат и да им дадат помош што треба во фазите кои што престојуваат пред нас. Инаку Таравари ги демантираше, како што кажа, шпекулациите дека дава оставка и кажа дека останува министер за здравство. Сања Димитровска, Сител телевизија.